Вилма Русковска ќе се правда пред колегите. Тресењето од гаќи ќе однесе обвинителката на отчет кај Советот на јавни обвинители. Жестоки реакции во јавноста предизвика пораката со заканувачка содржина, која шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција ја испрати до апелациониот судија Јани Нича, каде му се заканува со финансиска истрага поради пуштањето на Катица Јанева во куќен притвор. Со осуда за потегот на Русковска се јави и судскиот совет, додека пак поранешниот прв реформатор на судството, премиерот Зоран Заев, повикувајќи се на прибе, не сакаше да даде коментар за овој скандалозен чин на обвинителката. Јас пак ќе се повикам на прибе, кој што не вика, ало, вие политичари да внимавате како тоа коментирате, давате изјави поврзани со суди и со обвинители. И навистина сакам да внимаваме, но дефинитивно, она што јас го очекувам е тоа што граѓаните гласно го зборуваат. Ефикасни, транспарентни постапки, дали се во делот на обвинителството, дали се во делот на правосудството, сакат граѓаните резултат да видат. Заканувачката порака на Русковска не сакаше да коментира ниту министерката за правда, сегашната прва реформаторка во судството, Рената Десковска. Од позиција на министер на правда, не смеам ниту да коментирам судски одлуки, обвинителски одлуки, случаи, ниту пак изјави на обвинители. Осуда за Русковска пристигна од Сдруженијето на судии на Македонија. Управниот одбор најостро осудува напади врз судството и судиите од било која страна. Сдруженијата на судиите смета дека нападите представуваат директен притисок врз независноста и самостојноста при одлучувањето и правораздавањето. Оваа порака донесе солиден пиар на обвинителката која периодов е под силни критики за незината работа, односно одолговлекувањето на клучните постапки околу скандалите што ја тресат правната држава. Русковска беше предлог на Заев да биде шеф на новото обвинителство што треба да гони висока корупција кај функционерите.